некој начин влијаеше врз водата која што ја конзумираме, која што ја пиеме. Денес имаме една таква информација од сервисен карактер, меѓутоа корисна за сите граѓани. Никола, повели. Добро утро, Елена. Нам утрото, ова утро ни започнува со чај тука во просториите на Водовод Скопје, а за чајот да биде вкусен и целосно исправен, секако дека една од најважните компоненти е токму водата. Како се следи квалитетот на водата која пиеме и ја ставаме и во нашиот ручек, појадок, кафе или чај наутро, ова утро ќе го прашам господинот Горан Ковчегарски, раководител на сектор Водовод во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Благодарам што ја прифативте поканата ова утро да позборуваме на навистина важна тема, односно за она што е највитален ресурс за сите нас, а тоа е водата. Уште еднаш добро утро. Добро утро, поздрав до вас, до вашата екипа и гледачите на Сител телевизија. Еве на почетокот, може првото прашање веднаш да ни биде дали водата во Скопје што сега пиеме е целосно безбедна, проверена и ги исполнува сите стандарди на квалитет кои се предвидени со цел да биде дел од нашето секојдневие, да речем. Да, можеме потврдно да одговориме на вашето прашање. Нашата вода секојдневно се испитува преку акредитирана лабораторија која што е во склоп на нашето предпријатие, односно преку секторот за санитарна контрола. Вршиме секојдневни испитувања на 36 мерни места во градот Скопје и на околу 22 мерни места околу градот Скопје. Согласно правилникот за безбедност на водата за пиење, број 183 од 2018 година, сите параметри ги задоволуваат, односно испитаните примероци ги задоволуваат критериумите на правилникот кој што го споменавме. Сега причината што сме ние овде ова утро се секако оние обилни врнежи кои предходеа, сите оние врнежи од дожд и од снег кои беа дел, да речам, од метео состојбата над Македонија. Кога зборуваме за нив, какво влијание имаат овие пообилни врнежи кои ги имавме во периодов врз самата питка вода која се доставува до корисниците во градот Скопје? Вака, влијанието на атмосферските падавини, односно на дождовите и снеговите, влијаат поволно во однос на издашноста. Ако земеме предвид дека 70% од нашата вода доаѓа од полошкиот издан, односно шарпланинскиот масив, 20% отпаѓа на жеденскиот масив и на некаде околу 10% на артерските води кои што се околу самите изворисни подрачја. Значи, овие врнежи нас многу поволно ни влијаат врз основа на издашноста и можеме да кажеме дека споредбено со изминатиот период, согласно информациите кои што ги имам добиено од колегите за експлоатација на капацитети, состојбата ни е малку поповолна, односно имаме малку повеќе вода за да дистрибуираме во нашиот систем. И еве ќе се задржиме уште малку на овие врнежи кои ги споменав. Дали нивната појава представува ризик квалитетот на водата да опадне во смисла на да се појави одредено заматување или на друг начин да биде контаминирана со цел да стане, еве да речам, привремено небезбедна за употреба? Значи, тука можам да кажам дека нема влијание на дворешните состојби, бидејќи нашиот систем по природа е затворен систем. Сега, ако мислите на Вардар и околината на Вардар, значи каде што ни се изворисните подрачја на Рашче 1 и Рашче 2, можам да кажам дека не постои опасност, затоа што ние како јавно предпријатие имаме изградено еден одбранбен систем, со тоа што го регулираме преливниот дел на изворисните подрачја Рашче 1 и Рашче 2, преку регулирање на самите преливи со испумпување посебно вода во градскиот цевовод и на тој начин се оневозможува инфилтрација, односно на навлегување на водите од Вардар во нашите изворисни подрачја. Исто така можам да кажам дека доколку има потреба во вакви екстремни ситуации, кога имаме големи водостои на реката Вардар, подпомагаме и со бунарските подрачја Нерези и Лепеници, на тој начин ние значи имаме изградено еден одбранбен систем кој што не дозволува инфилтрација, односно контаминирање на нашата вода од страна на надворешни влијанија. Ако во текот на летото честопати зборувавме за проблеми со издашноста на изворите, односно за предизвици, да не речам проблеми, бидејќи имаше доста сушни периоди, споменавте и вие дека сегашната ситуација е подобрена, па еве ќе ве прашам глобално земено и со главниот извор Рашче и помошните бунарни извори кои користите, каква е сега состојбата со издашноста?
Па, можам да кажам дека во моментот вкупната издашност на изворичните подрачја Рашче 1 и Рашче 2 е околу 4500 литри, со тоа што на секунда, со тоа што 3500 литри припаѓаат на изворичното подрачје Рашче 1, а другите останати 1000 литри се на галеријата 2, односно на Рашче 2. Така, не ве прашувам случајно, ги знаеме оние навики на дел од корисниците, кои честопати ги оставаат ето и отворени славините и чешмите во рамки на своите дворови, па куќи и викендици, нели, ако и трошат поголеми количини на вода со цел да се избегне замрзнување. Каква е разликата во однос на потрошувачката сега во зимскиот период наспроти летниот период и како правилно е да ги обезбедат водоводните инсталации корисниците за да не мора да ги трошат питките ресурси со цел нели да избегнат определени такви состојби на замрзнување? Во принцип, летниот период ни е тој кај што имаме ние поголема потрошувачка на вода, за разлика од зимскиот. Меѓутоа, во услови кога имаме енормно ниски температури во зимскиот период, она што го спомнавте и вие претходно, точно има некоја појава кај нашите корисници, ги оставаат славините со цел да не замрзне водата. Меѓутоа, ние и во претходни емисии имаме апелирано дека тоа не е исправна состојба, односно не е исправна постапка, затоа што ако навистина паднат многу под 0 степени градуси, значи температурата, може повторно да дојде до замрзнување и на тој начин самите корисници си прават двојна штета. Наша сугестија и предлог е, бидејќи ако не може да обезбеда значи некоја термоизолациона обвивка околу самите цевоводни системи, а изложени на надворешни атмосферски влијанија, да направат дренирање, односно да го испразнат тој систем и на тој начин ќе избегнат замрзнување. Па потоа кога ќе се створат услови, можат повторно да го стават во функција нивниот систем. Кога станува збор за зимскиот период, секако честопати се појавуваат и поголем број на дефекти на водоводната мрежа. Како оди процедурата од страна на граѓаните и од страна на водовод за санирање на овие проблеми? Тука мислам на некои проблеми со подводната инсталација, нели, поради пониските температури. И свесни ли се граѓаните впрочем за пријавување на вакви дефекти или се остава да тече неколку дена, да се создаде лед, па дури потоа некој или од вашите екипи или некои трети лица да го пријават овој дефект? Вака, во принцип, појавата на дефекти не зависи од временските услови, дали е, значи, да кажеме, зимски или летен период. Тоа зависи од други фактори. Вообичаено, кога летниот период и повеќе се троши вода, односно кога самиот систем ни е малку подинамичен, да кажеме, и тогаш очекуваме и поголема појава на дефекти. Значи, тие дефекти после месец април-мај добиваат во интензитет. Зимскиот период, како што спомнав, не влие, затоа што самите наши цевки, односно примарно секундарната инсталација е на прописна длабочина инсталирана, односно таа целосна подземна инфраструктура е обезбедена согласно одредени стандарди и не очекуваме проблеми од аспект на влијание на надворешни состојби. Односно, другото прашање, дали граѓаните се совесни, дали пријавуваат дефекти, па можам да кажам дека во поголем број граѓаните да ги пријавуваат дефектите и колку што може, значи, тие ни дават и подобри објаснувања, односно на некој начин го класифицираат дефектот, за да може и нас да ни биде полесно кога ќе одиме на терен, да направиме увид и да добиеме една правилна состојба на самиот, односно на самата големина и количина на вода што би излегувала во случај на таков настанат поголем или помал дефект. Тука ќе ги спојам следните две прашања во едно. Првото ми е во однос на приемот на овие пријави, дали тоа како е регулирано, кај вас постои некој контакт центар кој ги сервисира овие поплаки, да речам, и всушност како оди координацијата со другите, да речем, сродни институции, тука мислам на градски на паркови зелени во Сезином, кои имаат исто така водоводни инсталации во рамки на зелените површини кои ги обслужуваат. Како што спомнавте, ние пријавите за дефекти ги добиваме преку дежурно-информативниот центар и после тие информации се распределуваат во зависност од проблемот, дали се работи за проблем на водоводна инсталација или на канализацијска инсталација, колегите ги распределуваат и ги доставуваат до соодветните сектори. Соработка мораме да имаме со сите институции, значи што имаат прво подземни инфраструктурни инсталации, споменувајќи ги јавното предпријатие Паркови зеленила, каде што тие користат, значи, од водата на нашиот водоснабдителен систем, и ние сме во постојана координација и комуникација со нив и согласно настанатиот проблем, односно во кој домен припаѓа тој дефект, ние се ги распределуваме на тој начин информациите.
Исто така имаме соработка и со оние други институции кои што имаат подземни инсталации со цел, например, да при самото решавање на проблемот, при самото решавање на дефектот да не дојде до повреда на некоја од тие инсталации. Ја користам приликата и да апелирам. Значи, често пати ние можеме да најдеме подземни инфраструктурни инсталации кои што се наоѓаат буквално над нашите водоводни системи. Би замолил да се земе во предвид оваа појава и да не се практикува војнина, затоа што, како што спомнав, во случај да треба ние да реагираме, наидуваме на проблеми, понатаму може да се случи да повредиме некоја, да кажеме, високонапонски кабел или да закачиме друг вид на инсталација, што понатаму секако ни отежнува работата. Се надеваме дека апелот ќе стигне до оние кои треба и сосема кратко на крајот што да очекуваме во однос на следниот период, во однос на стабилноста на водоснабдителниот систем, дали можеби планирате некои поголеми интервенции како што беше онаа во Скопски Карпош 4, каде што имаше нели санација на поголема водоснабдителна цевка, или за сега системот останува стабилен? Видете вака, согласни претходното што кажавме, хидролошките услови значи се во овој дел од годината поповолни за нас. Се надеваме ако продолжи вака со овие падавини од снег и дожд во некои умерени граници, очекуваме акцент на зголемување на издашноста и тоа најдобро ќе го видиме во периодот од април до јуни. Обично искуствено тој период ни е нас како показател каде што ние можеме да видиме реалната издашност на изворичните подрачја и можеби тогаш ќе можеме попрецизно да кажеме. Сепак очекувањата се дека ќе имаме малку поповолна година во однос на издашноста за разлика од претходните години. Господин Горан Ковчегарски, благодарам што утро ги споделивте овие информации со нашите гледачи. Благодарам и вас. Така, студио, нам ни преостанува единствено да си го довршиме овој чај со навистина вкусна вода, која до нас ја донесе секако јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. Никола, нека не вие на здравје топлиот напиток, посебно важен во овие студени денови, секако потоа те очекуваме назад и во телевизија. Благодарност до тебе и благодарност до представниците од јавното претпријатие Водовод за овие информации кои утринава ги споделивте заедно со нас.